Добро и доброволте во петата епизода, ова се зова Мистериозните папки. Денес за задача ќе имаме да истражиме еден од најбизарните случаи на реинкарнација во историјата, случајот на близначките полука. Приказната за близначките полуок често се опишува како еден од најнеобичните случаи поврзани со идејата за реинкарнација. Не поради еден чуден детаљ, туку поради тоа колку многу мали елементи се вклопуваат заедно на начин што е тешко целосно да се објасни. Започнува во англискиот град Хексан во 1957 година, каде што едно семејство доживело трагедија за која подоцна ќе се дискутира надалеку од нивната локална заедница. Две сестри, Джоана која имала 11 години и Жаклин која имала 6 години, оделе кон црква со пријателка во недела наутро, нешто што го правеле многу пати преходно. За време на таа прошетка, автомобил управуван од жена која наводно била во нарушена ментална состојба, излета од патот и ги удрил децата. Сите три починале на местото на настанот, а случајот длабоко влијаела не само врз семејството, туку и врз целиот град. Во периодот што следел, родителите Џон и Флоренс Полук ја поднеле загубата на различни начини. Се чини дека Флоренс се справила со тагата во поконвенционална смисла, додека пак Џон се држал до верувањето што го имал и пред несреќата, дека смртта можеби не е конечна. Тој верувал во можноста за реинкарнација, а по загубата на своите ќерки бил уверен дека тие некако ќе се вратат. Околу една година подоцна Флоренс повторно забременила. Медицинските прегледи во тоа време сугерира дека таа очекувала едно дете и немало ништо што би укажувало на нешто необично во врска со бременоста. Сепак кога се породила во 1958 година, се покажало дека носи близнаци, две девојчиња кои били именувани Дженифер и Джилијан. Неочекуваната природа на раѓањето на близнаци била првиот детаљ што се издвоил, особено затоа што немало позната историја на близнаци во семејството. Како што близначките растеле, одредени наблюдувања почнале да привлекуваат внимание, особено нивниот татко. Едно од најчесто споменуваните детали е дека Дженифер имала белези кои одговарале на местото каде што Жаклин се породила додека била мала. Друг белег бил видлив на нејзиното чело во позиција слична на гузна што Жаклин ја добила како дете. Иако белезите сами по себе не се невообичаени, сличноста во положбата стана еден од аргументите што често ги истакнуваат оние што веруваат дека случајот може да сугерира нешто повеќе од случајност. Ситуацијата стана посложена кога близначките почнале да зборуваат и да комуницираат со околината. Како многу мали деца тие наводно покажувале запознаеност со играчките што припаѓале на Џоана и Жаклин. Овие играчки биле складирани по несреќата, а според родителите близначките не биле изложени на нив претходно. Кога играчките првпат им биле дадени, Дженифер и Джилијан не само што покажале препознавање, туку и се однесувале кон нив како да им припаѓаат на нив. Исто така имаше извештај дека близначките изгледа препознавале места поврзани со нивните постари сестри. Кога семејството ги посетувало областите каде што Џоана и Жаклин поминувале време, близначките понекогаш посочувале работи или се однесувале на начин што сугерирал ниво на запознаеност. Покрај тоа, имало моменти каде тие се осврнувале на настани или рутини поврзани со нивните починети сестри, што покренало дополнителни прашања за тоа како можеле да го стекнат тоа знаење на толку мала возраст. Друг аспект што често се споменува во дискусиите за случајот е реакцијата на близачките кон автомобили. Во одредени моменти од нивното рано детство, тие покажувале силни реакции на страх кога се соочувале со возила во движење. Во некои случаи опишувале сценарија со автомобил што им се приближувал, а некои нивни реакции биле опишани како форма на повторно доживување или посетување на несреќата што ги одзела животите на Џоана и Жаклин. Иако страдот од автомобили не е невообичаен кај децата, специфичноста на овие настани е една од причините зашто случајот продолжува да привлекува внимание. Поради овие детали близначките Полук станале предмет на интерес не само за јавноста, туку и за истражувачите кои проучуваат меморијата, развојот на детството и верувањата за животот по смртта. Случајот често се представува како потенцијален пример за реинкарнација, особено во западните држави каде што ваквите случаи се малку документирани во споредба со некои други делови од светот. Сепак постојат неколку различни начини за тоа што се случило и не сите од нив вклучува нешто надприродно. Едно објаснување се фокусира на влогата на родителите, особено на Џон Полук. Со оглед на неговото цврсто верување во реинкарнација, некои сугерира дека неговите очекувања можеби влијале на тоа како го протоколува однесувањето на близначките. Исто така е можно, дури ненамерно, одредени информации за починатите сестри да им биле соопштени на близначките со текот на времето. Децата се многу рецептивни кон нивната околина, па дури и суптилните знаци може да го обликува начинот на кој тие размислуваат и зборуваат. Друго објаснување се базира на случајност и начинот на кој луѓето природно бараат поврзаности, особено во емоционално значајни ситуации. Кога семејството доживува загуба, може да постои силна желба да се најде значили или континуитет. Во тој контекст, личностите кои што се белези од раѓање, преференции или однесување може да добијат поголемо значење отколку што би добиле поинаку. Она што изгледа како јасна врска, наместо тоа може да биде комбинација од нормално однесување во детството и селективно внимание на деталите што се совпаѓаат.
Трета перспектива ја разгледала психолошката средина во која биле одгледани близначките. Растењето во домаќинство одбележано со тага може да влијае врз нивниот развој на суптилни начини. Близначките може би ја сватиле емоционалната тежина поврзана со нивните постари сестри и со текот на времето би можеле да вклучат елементи од тоа во своите идентитети. Ова не бара никакво намерно влијание од страна на родителите, туку одразува колку силно семејната динамика може да го обликува чувството за себе кај детето. Еден од поинтересните аспекти на случајот е тоа што необичното однесување и очигледните сеќавања не траеле бесконечно. Кога близначките наполниле околу 5 или 6 години, повеќето од овие карактеристики се изгубиле. Тие постепено престанале да се повикуваат на нивните наводни мијати животи, а нивното однесување станало потипично за деца од нивна возраст. Овој модел каде што раните сеќавања или асоциации чезнуваат со текот на времето, понекогаш се забележува во други случаи кои се опишани како можни искуства со реинкарнација. Денес случајот со близначките полук останал отворен за толкување. Не постои единствено објаснување кое целосно ги објаснува сите детали на начин што ги задоволува сите луѓе. За некои тоа представува убедлив пример за можноста дека свеста продолжува во некоја форма по смртта. За други случаи се смета за комбинација од психолошки фактори, случајност и моќното влијание на верувањето. Оно што го прави случајот да обстојува не е само прашањето дали реинкарнацијата е реална, туку колку лесно човековото искуство може да ја замагли линијата помеѓу меморијата, перцепцијата и значењето. Дури без да се дојде до дефинитивен заклучок, приказната за близначките полук продолжува да се дискутира бидејќи поставува пошироко прашање. Колку од она што го памтиме или мислиме дека го памтиме е обликувано од сили што не ги разбираме целосно.